Анализата направи професор Шота Вандя. Делото го немам прочитано, сега накратко видов нешто символично е дадено во наслов, евдемонија е грчка божица на среќата и блаженството. Предпоставувам дека символиката е слагање до среќата, следење на божицата, цел концентрирана љубов, мото кои сме, цели и задачи како вовек. Запознавајќи во делото на автората се дознав дека во сликовитоста на зборовно сликање формира триаголник. Пример, читајте, творете, истражувајте. Во истражувањето ја открив особеноста концентрација. Ако навлезете во страниците, ќе развиете концентрацијата, со тоа лесно ќе го отстраните стравот. Навлегувајте во содржината, вклучувајќи и анализирајќи оформи в повеќе триаголници. Ако на првиот читајте, творете, истражувајте, го додадете под еден сонцето, месечината и планината, под два сечкот, сутар и коса, значи сакајте во животот, препознајте ја среќата, предмет на неговите интересирања и љубовта. Сепак љубовта се знае. Е водител на животот, дали маж, жена, дали мајка, дете, црковината, се е љубов. Три различни света се тие, нежно детенце скришно се смее, не знае дека постигнување, модерниот начин на живот оттуѓува, само искрената љубов зближува, избра нов пат, животот љубов, сакај го, секако, Божји дар, секој треба да го сака животот, а и како да е. Јас сум никој ништо и пела. Јас велам, точно некој нешто. Сакам себе си, не сум нарцис, но секој треба да се почитува себе нешто. Па сакам... Еднакви во природа. Сакам да сум средња, не влегувајте во високи кругови, парите се људа, ето се пувачка. Никој нема да ти ја даде среќата, јас сум љубовта, љубов и доверба. Ја сакам земјата, Македонија се вика, значи тоа е љубовта кон татковината. Секој не познава добрина, а добрината е единственото богатство што се големува со делење, ова ја го добрам сама. Тоа е еден цитат од непознат автор, ама ми се допаѓа. Ова е песна за сите, по 13 се избојува од сите и среќа. Некој ново време може да ни го направи животот полесен. Авторката со својот природен талент, со молив, сложувајќи ги буквите од македонската азбука, ја наслика особеноста концентрација. Во стиховите ќе го откриеме кај човекот личност, трансформирањето на особеностите. Првата негативна особеност стравот. Природно е да почувствуваме страв од разни причини. Во авторката на многу веќ начин преку стиховни триаголници да дава пораки како да го отклониме и употребува особеноста концентрација. Концентрирано размислување правиме трансформација на сам себе, а потоа и на сите околу нас. Јас, например, за стравот си делувам аутосугестивно. Мајка ми имаше една узречица, мечка страх, на мене не ми е страх, и така ќе ми дојдеше нешто и сама си да ме страшно. Мечка страх, на мене не ми е страх. Да. Правиме нови мисловни операции кои ги експонираме. Се со тоа ни помага природата, ако ја почитуваме. Сонцето, месечината и планината. Сами да си го трасираме целиот животен пат, да ја користиме природата и да ја одбереме среќата на свој начин со разни надарени квалитети. Порачува љубов, доверба и самодоверба. Вечината љубов ја примила, ја подарува на децата и на своите мајки, биолошката и затковината Македонија. Од оформените стихови јас оформив 14. Секој има своји пораки. Јасмина Срдиновска, почитувани читатели, прочитајте, анализирайте, кажете и запишете. Во случајот ќе осветла концентрацијата, го победува стравот, Питагора оформи триаголници со молив, а Јасмина со стихови. Честитки, уште многу те очекуваме, аналитичар, професор, доктор Вандја Радевска.